Господин Коцовски, вие неколку пати имавте фронт со владата, помалку или... Па мислам дека веќе перманентен да, е тој. Помалку или повеќе владата излагаше како победник од целите тие фронтови, веројатно. Јас не видов каде испадна како победник. Што вие може да направите за да го истуркате вашиот проект за Тоше? Имате ли сила на крајот на краиштата? Видете вака, јас... Значи, желбите не се спорни. Желбите не се спорни, граѓаните не се спорни, ондак нешто друго е спорно. Сега веќе е прашање до свеста на граѓаните. Што вие може да направите? Моите ингеренции се лимитирани. А да не влезете во процес на ефтина политизација на целиот? Моите ингеренции се строго лимитирани. Дали ја се плашите дека 8 може да останете? Па да ви кажам, тогаш дефинитивно спаѓам во категорија во која што дозволуваме да малцинството овдека го владее мнозинството. Од секој аспект. Да не се почитува волја на граѓанинот, да не се почитува неговата желба, да не се почитува она за што тој има исконска потреба, туку да му се наметнува нешто што априори не го прифаќа, тоа веќе е врв на една хипокризија, на една, да не кажем условно кажано, диктатура. Неговите монументални споменици може да се најдат во центарот на Загреб, може да се најдат во центарот на Белград, а богами може да се најдат и во центарот на сите поголеми балкански градови. Од неодамна, неговата мајка Тереза може да се најде и во центарот на Ватикан. Академик Томе Серафимовски е веројатно вистинскиот човек кој можеме да го прашаме колку чини еден споменик кој може да биде изграден во центарот на Скопје. Вие сте правиле и сте градале споменици без малку по цела Бивша Југославија. Ваш споменик е во Ватикан, мајка Тереза. И ајде да земеме да речеме Белград. Најблиску некако до Скопје, сепак една метропола. Значи тука во блиску до Вуковиот споменик ви имате споменик на Кирил и Методи. Да. Некаде со постамент од висина 4 до 4,5 метри од прилика. Колку чини еден споменик? Бидејќи тука се фрапантни цифри, некаде 9 милиони евра се спомна за некои 10-15. Јас овде не знам колку ќе чинат спомениците, затоа што не сум упатен во тоа. Меѓутоа, оној во Белград, јас што го правев, 4,5 метра, тој чинеше 80, мислам 75-80 000 марки. Толку чинеше. Или евра, мислам, евра, 75.000 евра. Значи со све. Тога евроца. Значи од материјал, од авторски хонорар. Се авторски хонорар, бронза, гипс, транспорт, монтажа, лиење, до платно за свечено откривање. Мислам, кошаше 70-72.000 евра. Ете, толку кошаше тој споменик. Добро, академиче, од каде таа скороевичка, немам некој македонски збор, адекватен да употребам, скороевичка потреба да го правиме ова што го правиме. Не знам, кога ќе поминеме по Рим, тама се гледа целата таа една историја на италијанското општество, на Римската република и така натаму. Значи, нека речете овој споменик од 2 век, овој од 7 век, овој од 12, 13 век. Овде како не знам како одредена госпоѓа која во еден момент нашла одредена паричка, добила нешто хонорар и така натаму, онда купила се. Не знам од мини сукња, не знам панталони, чизми, сандали. И сега има проблем како сето тоа во исто време да го обличи и да може да изгледа барем колку може пристојно. Такво чувство имам врз база на ова што се најавува дека ќе се гради во Скопје. Јас имам слушано што ќе се гради во Скопје, меѓутоа сакам да ве уверам дека ниеден конкурс што е расписан за споменик не е според законот за јавни споменици постапката не е направена кој што треба. Мислам, која е постапката? Едноставна е. Што значи тоа? Еве што значи. Конкурсот се распишува, учесниците учествуваат, комисија се формира, комисијата се соопштува во печатот. Кај што се соопштува конкурсот, се соопштуваат и списокот на членовите на комисијата кои ќе жирираат. Дали тоа значи дека некој може тоа да го оспори на суд? Може. И тоа да биде од учесниците, ако сака, може, меѓутоа, во тоа се сомневам. Но тоа не е направено. Споделени се наградите по закон за јавни споменици. По секој конкурс сите пристигнати трудови треба да бидат изложени 1 месец на суд на јавноста. Овде не е направено. Не е направено. Ние скопјаните, веројатно ние македонците сме вистински шампиони како да се наоѓаме причини кои ќе не делат нас во целата наша повеќе вековна историја. Денес веројатно таа причина ќе најдеме околу фактот што да биде изградено во центарот на Скопје. Дали тоа да биде Александар Македонски или Тоше Проевски, односно повторно тие споменици ние ги користиме за две лоши работи, да се делиме и наново да ја пишуваме македонската историја. Знаете, тука се ќе искористам еден пример кој мене лично ми се има случајно, некаде пред години и пол дена, значи пред смртта на Тоше, Хрватска банка, тоа е веројатно најугледниот, најреномиран економски часопис на овие простори, правеше одредена анкета кои се најголеми брендови извозни во земјите кои потекнат од поранешна Југославија плюс Бугарија, Романија, Грција и Албанија.
И сега за разлика, не знам, да речем од Хрватска кај што е Краш или не знам од Србија кај што е не знам Центропроизвод или така натаму, овде кај нас се врте 2 или 3 производи, да речеме беше Ресана од Ресен, кој горе доле го изгуби чекорот со времето, беше партнерот на Македонија Табак цигарите, кој исто така го изгуби времето и на крај остана Тоше. Значи беше бајадерата од Краш, не знам беше од Словенија, што ли не од Горење и така натаму некој фрижидер и на крај остана Тоше. И дојде луѓето во една многу чудна ситуација, од секоја држава да има бренд што е производ, нели, кој може да се извезува, само од кај нас беше пејач. Видите вака, да не забораваме времењата и во раните 60-ти, 70-тите години, 80-тите, кога буквално музиката беше најпрепознатлив бренд. Битлсите, кои што отвори една нова ера во музиката, тие беа британци, енглези, меѓутоа најмалце од времето го поминува во Британија. И сега да кажете дека истото тоа се случи со Аба. Вие мислите дека тоа што е Битлси за Ливерпул? Ја мислам дека... Да речеме Ливерпул денес не се препозна по ништо друго освен по фудбалски клуб и по Битлси, да речеме. Точно тоа. Дека Македонија и Крушево и Скопје треба се по Тоше препознават? Па да ви кажам, јас би работел на таа. Тоа е долго, можеби, неговиот прекраток живот го спречи во неговото поголемо промовирање надвор, како вистински бренд. Денеска брендовите од типот на Битлси, како што споменав, Ролинг Стоунси, Аба потоа, денеска остануваат, мислам, синоним на одредени нации, народи и држави. Да речеме, господин Костовски, двајца врвни фудбалери, 70-те години загинуват. Фудбалери на Левски во Бугарија, до ден денес, значи до ден денес фановите на Левски се деца од 15, 16, 17 години, не ги знаат кои биле тие фудбалери, до ден денес нивни транспаренти и нивни навијачки песни се пеат на надпреварите на Левски. Левски убедливо најпосакуван и најгледан клуб во Бугарија. Што значи дека нешто што има вредност трае веројатно и со генерации и генерации. И легендата треба да се го направи, и позитивниот прилог према таквите нешта. Тоа е, видите вака, се тоа одрас на култура која што треба да се сплоти околу нешто. Нажалост, ние во Македонија, па и последните мигови на Тоше, асоцираат на едно нетрпение кој што се појавеше према него. Се најавува конкретни мерки од управата за јавни приходи, за затојање на даноци и ред други работи кои што нема се прилегаат за една така поп-икона каква што беше Тоше. Имаше такви гнасни најави. Имаше најави кои што дефинитивно, мислам, тоа дете кој што со најчиста совест и со најчиста мисла го водеше секој пат животот, меѓутоа стана веќе предмет да биде ставен под надзор на одредени служби во државата, кој што сметам дека тоа може да го направи посуптилно, наместо да беше преку јавните гласила. Кои денес се гордеат со него. Тие луѓе кои сакаат да го апсат денес се гордеат со него. Добро, мислам, знаете, тоа е може перверзијата на живењето во Македонија. Секој пат кај нас важи правилото за мртвите се најдобро. Иако може да го ставиме во интерес на одредени наши концепции. Споменикот означува личност која одбележала некоја епоха, по нешто што символизира веројатно добро или лошо од одредена држава. Што сакаме ние всушност како порака да испратиме од Македонија? Ние не сакаме ништо, ние сакаме да се караме, сакаме да сочуваме Македонија ваква запуштена и заостаната каква што е и да останеме во своите фотели во кои што влеговме. Што ќе се случи со плоштадот? Што ви очекувате? Јас мислам дека плоштадот ќе се деформира на овој начин. Плоштадот ќе изгуби, знаете, подобро ништо нема отколку било што. Значи побо да остани плоштад на независноста, да речеме. Чист, да, плоштад. Плоштад Македонија. Плоштад Македонија. Па знаете, плоштад Македонија дури мене и тоа ми е малце смешно. Ја, например, имам доста прошетано од веков, ама се разбира на свој рачун, не на државен рачун, никој не ми платил патувања. Ово ја нигде не сретнав земја со главниот град, например, Буенос Ајрес, главниот плоштад на Буенос Ајрес се вика плоштад Аргентина. Ја не сретнав нигде. Значи може да биде побо плоштад на независноста. Па зашто па може плоштад на независноста? Ти беше градски плоштад. Градски плоштад. Градски плоштад, градски стадион.